Благодарам, председателе. Колешке Александрова, во вашето излагање кажавте многу невистини. Една од невистините е тоа дека во овој период од која е на власт СДСМ е намалена просечната плата. Изгледа сите колективно немате отворено на Државниот завод за статистика од 10 октомври 2017 година. На веб страната можете да прочитате дека во август 2017 година просечната плата во Република Македонија е 22.912 денари или за 102,8 денари поголема. Тоа е една од невистините која што ја пласиравте вие цело време, меѓутоа ево сега тоа е извадено, можете слободно да го отворите и да проверите. Што се однесува до нашите ветувања, не се секирајте, тоа што сме ветиле, ние и го реализираме. За нас зборот е збор. Ние како што ветивме во нашата програма, така и реализираме. Си имаме етапи во реализација на нашите предизборни ветувања кои што се преточени во програма на владата. Одиме согласно планот за работа 369. Ние тоа во извештај го изнесуваме и го кажуваме. И имам печаток дека почнувате да зборувате за буџетот 2018 година, наместо да ни дадете овдека објаснување зошто, од кои причини, кои се фискалните импликации кои што ние и на Комисијата за труд и социјала ги баравме во овој закон кој што го предлагате. Всушност, овој закон само е напишан без никакво објаснување дека барате зголемување 5% на јавниот сектор, а како што и на комисиите кажувавме, ние всушност кажуваме дека во јавниот сектор навистина владе еден хаос, односно немаме едно системско решавање за исплата на платите. Постои само еден закон за администрација и тој се однесува за платите во јавната администрација. Зборувате за зголемување на платите на просветните работници. Како не ви е срам? Овај многу важен темел на државата го оставивте со најмали плати. Тоа зголемување, колешке, го имам овдека преточено во коефициенти со кои што вие, со меѓусебен договор, со СОНГ, ги изигравате просветните работници. Наместо да им ја зголемувате платата, вие во нивната плата ги спојте и хранарината и патарината, а кога дојде зголемување на минималната плата од 10.080 денари, вие го намаливте коефициентот по кој што се плаќа и исплаќа платата во просвета. Затоа ние тргнуваме во нашата програма, во реализација на програма која што ќе навистина направи едно општество еднакво за сите, во кое што ние ќе го решаваме системски овој проблем кој што вие го имате направено. Ви благодарам.